Здраво! Јас сум Никола Поповски, универзитетски професор и економист. Во ова видео ќе зборуваме за натуралните економски показатели. Во економијата се користат вредносни показатели, уште наречени и монетарни или парични, и натурални, кои се изразени во физички единици. Бруто домашниот производ, например, е вредносен показател и ја искажува вкупната пазарна вредност на сите финални стоки и услуги произведени на територијата на една земја во период најчесто од една година. Натуралните показатели се искажуваат во физички мерни единици, например, производството на пченица во тони, на вино во хектолитри, парчиња на автомобили, киловат часови на електрична енергија и така натаму. Презентациите на овие натурални показатели во јавноста се посебен предизвик. Тие се цврсти и немаат компаративни проблеми, но често при презентациите се одбираат само оние показатели што имаат позитивен или пак негативен предзнак, во зависност од потребите на моментот и од користа на оној што ги соопштува. Еве пример за тоа. Како да се презентира земјоделското производство или извозот? Некогаш се соопштува зголеменото производство на некоја култура, например пченицата во 1000 тони, или на некој индустријски производ, например вино во 1000 хектолитри. Но некогаш се презентира податокот за порастот на засеаните површини пченица или грозје, што упатува на можно поголемо производство, иако тоа не е случај заради можниот понисок принос по единица површина, односно лошиот однос на килограм по хектар. Например, производството на пченица во минатата година било на засеани 120.000 хектари, што дало просечен принос од 2500 килограми по хектар и така се произведени 300.000 тони пченица. Тековната година се засеани 132.000 хектари, што е раст од 10% на засеаните површини. Но просечниот принос се намалил на 2200 килограми по хектар, односно се намалил за 12% и се произвеле 290.400 тони, односно 9600 тони помалку од минатата година. Оној што ги соопштува податоците може да манипулира со покажување на растот на засеаните површини или со намалување на произведените количини, зависно од потребата. Исто така, можат селективно да се соопштуваат само натуралните или вредносните показатели согласно потребите. Например, извозот или производството во парчиња автомобили, тони пченица, хектолитри вино да расте, но финансиските резултати од таа активност да се пониски. Например, ако во една година сме извезле 900.000 парчиња кошули, а во наредната 1 милион парчиња, тоа значи дека извозот се зголемил за 100.000 парчиња. Но доколку цената на една кошула на пазарите се намалила од 8 на 7 евра, тогаш финансискиот резултат од извозот се намалил од 7,2 на 7 милиони евра. Овие два податоци можат селективно да се соопштуваат во јавноста со цел да се манипулира за начинот на кој се одвива нашиот извоз. И од тука тоа треба да го знаеме. Понекогаш е обратно. Се соопштува зголемената вредност на извозот изразена во пари, иако бројот на тоните на извезени јагниња, хектолитри вино или парчиња кошули е намален. А поголемата вредност на извозот е резултат на значително зголемените цени на јагнешкото месо или виното на светските или регионалните пазари. Во нашиот пример, доколку бројот на извезени кошули од 900.000 се намалил на 800.000, но цената на една извезена кошула се зголемила од 8 на 10 евра заради намалената понуда на пазарите, тогаш, иако годишниот извоз на кошули е намален за 100.000 парчиња, всушност вредноста на извозот е зголемена од 7,2 милиони на 8 милиони евра. Податокот за намален извоз на парчиња на кошули може да не се соопшти. Тоа исто така може се користи за манипулација при соопштувањето на податоците во јавноста. Довидување!